Се трудам да ја научам, да се научи по македонски. Другите деца на нината возраст не му лафат, не му зборват луѓата на македонскиот език, таткоите, мајките. И сега многу пати и ќерка ми веле: "Абе тате, шо ме мачиш? Зашо ми зборваш на вој език?" Македонското јазик јас го чук за прв пат од дома, од домашните. Од баба, дедо не го памтам, од баба, од татко ми што говораа со мајка. Баба ми не знаеше арне грчки и јас го научив од неја. И она се научи од мен грчко. Сад у селу зборме по македонски. Наши, ние, меѓу нас. Со грците не можеме да се разбереме, со грците се лав на грцки. Мек ние се родим со две езици. Сега работите да не растурме големи се. Работите и многу тешки и жални за нас македонците, што толку години сте не можеме да застанеме на една држава, на едно место. Најшот народ, сега ако зборуваме за тука малца политика, са погарчена книги. Ва и тешка работа. Старите поминаа многу лоши години. И порастиме у лоши години. Зошто ние дома зборваме друг език? И баба ми велеше: "Да не ти е гајле, не опитвај да се ја пулиш работата." Оти може да има страх, може не знаех, не можех да докажам зашо. Ама ми беше чудно, зашо со мен говорат грцко и меѓу нив говорат македонско. Тоа не ми беше јасно. После разбрах нек што ја работа. Територијалните експанзии, политичките напнатости, честите миграции, кои во историски контекст се случувале на Балканот, резултирале со нестабилност на политичките граници, кои постојано се менувале зависно од одлуките на политичките елити, односно од околностите во даден период. Територијата која ја зафаќала Македонија не била исклучена од ваквите промени, особено поради важниот геостратешки статус кој го имала во трансбалканската оска, заради што постојано била во фокусот на стратешкиот и идеолошкиот концепцијски инженеринг на различни страни и од различни аспиранти. Ривалството на балканските држави за доминација и политичко влијание над просторот на Македонија доведува до балкански војни, а потоа и до поделба на македонската територија помеѓу трите држави – Кралството на србите, хрватите и словенците, Грција и Бугарија. Делот кој потпаднал под Грција и кој оттогаш е составен дел на грчката држава, опфаќа површина од 33.953 километри квадратни, а во него живееле повеќе од половина жители од вкупниот број на население кое живеело во Македонија пред нејзината поделба. Домицилното или пак автохтоното население кое што живеело на оваа територија било од различен етнички, културен и јазичен профил, така што тоа живеејќи со векови наназад на оваа територија од генерација на генерација развило посебен однос со конкретната територија, споделен низ искуството на заедничкото живење. Редефинирањето на грчката граница кон микро и макро регионите на етничка Македонија значело соочување на државата со културен профил различен од грчкиот.
Овде грчката држава затекнува голем број на македонско население, македонско-словенско население и тоа на некој начин представува проблем за нив за да успее да го завладее што поуспешно овој простор. Преминуваат разни методи на притисоци, меѓу нив посебно место зазема законот за промена на имињата на населените места, значи градовите, градчињата и селата. Но ова анектираните територии кон Грција ги карактеризирала топонимија во која доминирал словенскиот културен контекст, а во местата каде било населено турско население, топонимите имале турска конотација. Имињата на местата практично ја оформувале културата на самиот простор и истовремено го внесувале символичкиот капитал на самата територија, односно на самиот простор. Тоа е простор во кој овие луѓе се родиле, во кој живееле и према кој изградиле емотивен однос, благодарение на долгиот и континуиран контакт со конкретните места. Токму овој однос представува фундаментален, не само повеќе во однос на дух како духовно наследство, отколку во материјална смисла. Традиционалните знаења содржани во имињата на местата и со нив поврзаните преданија, обичаи и верувања, кои се пренесувале од колено на колено, од генерација на генерација, се најдобар доказ за начинот на кој овие знаења го отелотворувале и го развиле односот на населението кон земјата, кон просторот, кон родните огништа. Тоа се знаења кои се вкоренети или кои произлегуваат од традицијата на живење во тој конкретен простор, а во нив се акумулирани разбирањата за местата, кои ги интерпретираат емоциите и го градат духовниот однос помеѓу човекот и природната средина. Пейзажот и топонимите во него ги зачувувале токму тие приказни. Од тука приказните или традиционалното знаење поврзано со да речеме лиенско, културско, воденско и така натаму и силата кои што се дел од тие окрузи, Вмбел, Струпино, Герман и така натаму, се практично простори во кои што се јавува символичкиот капитал, тоа е символичка географија која што ги претвара местата во културно-значенски простори. Приказната за долно-преспанското село Рби, сместено во Леринскиот округ, кое населението го викало Роби, раскажува за царот Самуил, кој благодарение на карактеристичната питомост и богатите природни ресурси, ја одбрал токму Преспа за негова престолнина. Специјалната населба која овој цар ја направил за робовите, кои ги користел за изградба на патишта и за работа во рудниците, била токму на местото на конкретното село. Поради ова, на тоа село му останало името Роби, вели преданието. Оралното мапирање на просторот и самото именување на местата го покажува колективниот поглед на населението кон конкретното место, што значи го покажува начинот на кој луѓето живееле во местото, начинот на кој што размислувале и на кој го споделувале едноставно искуството на живењето еден помеѓу друг. Секое село си има своја приказна, која се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Кога пред многу векови на некој човек од селото Баро му се изгубила кравата, тој барајќи ја во темницата здогледал светлина. Поминувајќи низ капи и трње, стигнал до светлината, а таму,
кравата се телела со помош на еден стар поп кој во рацете држал запалена борина. Попот му се обратил на човекот со зборовите: "Пошто е твоја кравата за емисија, ама дојдете си сите од баро туа, ќе направите куки и туа ќе живеете. На ово место е поубо, поарна е авата. Таму дја сте во баро, ќе ве изеи и ќе ве сотри треската." Од тогаш баровчани, како што се нарекувале жителите на селото Баро, дошле да живеат на местото што им го посочил попот. Согласно народната интерпретација, селаните со подигнувањето на своите куки во конкретниот простор изградиле и мала црквичка. Попот пак, како учен човек, постојано им помагал на селаните. По смртта, него го закопале до црквичката, а како што вели преданието, името на црквето му го кладоа Свети Герман, оти така са викал тој поп. Посетне селото, почна да се вика Герман. Имињата кои се давале на конкретни предели во едно населено место представуваат систем на традиционални знаења кои меѓу другото овозможуваат ориентација во просторот без потреба од мапа. Тоа практично ја формира и посебноста на конкретната територија во културен и во јазичен поглед и токму тоа е причината за идеолошко-идентитетскиот инженеринг кој што е спроведен на оваа територија од страна на грчката држава, практично насочен кон редефинирање на културниот профил кој што екзистирал тука, односно во фокусот на идентитетските политики се наоѓа населението кој што различни автори го нарекувале бугарско, српско, грчко, македонско, словенско и така натака, зависно од интересите на круговите чии што интереси ги застапувале самите автори. Сепак, без разлика на именувањето од страна на другите, како и без разлика на областите во кои живееле и живеат македонците, нивните верувања и практики, како што може да се забележи од прикажаното, имаат форма специфична за традицијата на македонскиот народ, иако нивните историски искуства во контекст на поделеноста на територијата каде живееле се разликуваат. Самата доминација врз конкретната територија, односно анектираната територија кон Грција, значила дека таа е тесно поврзана со така нареченото национално прашање, каде што важна улога има прашањето за припадноста, односно етничката и етничкото и историското право на територијата која што е анектирана кон Грција. Токму културната и јазична посебност на просторот, вградени во топонимијата на припоената територија кон Грција, довела до тоа оваа територија да биде подложена на силен идеолошко-идентитетски инженеринг, кој подразбирал трансформација на идентитетите, односно редефинирање на културните региони согласно новите политички околности. По завршувањето на Првата светска војна, грчките политички елити ги користеле сите средства кои што им биле на располагање за да вбризгаат грчка свест во македонецот во егејскиот дел на Македонија, односно да ја извадат македонската самосвест, и за таа цел не бирале ниту средства, ниту начини како ќе го реализираат тоа. Станува збор за настојување на грчката држава да го поистовети просторот и културата, да ги прикаже како хомогени, како втемелени и како територијално ограничени во доменот на промислување на местата и просторот.
сериозен удар кој што бил нанесен, тоа се неколкуте укази и правни норми за промена на топонимите, односно имињата на населените места, на селата, на градовите, на општините и на реките, на планините. Сосема свесна за значењето кое топонимите го имаат во процесот на реимагинација на територијата, грчката држава се зафатила со нивно преименување, со цел да обезбеди легитимација на редефиниран идентитет, односно да внесе нов културен профил, јазик, начин на размислување и на восприемање на информациите во рамките на припоената територија во егејскиот дел на Македонија. Ова држава Грција после 12-13 година почна агресивно грцизирање на се и се што. Тргнуваат, станува збор и со топонимите, со селата и како се викат. Например, сите 88 села што се во Леринската околија, сите имиња се поинакви отколку што биле пред 1026-28 година. Македонските села постојат уште во Калјарско околија, се околу 20 по број, како што е село Емборе или на грчки Емборио, село Дурутово или по грчки Проастио. Туа наше село се казваше Четирок, сега по грчки Месопотамија. По-горе најубавото село, богато и големо село беше Рабени, сега се вика Дендрохори. Моето село од Врбени или Екшису, кад што беше 200 години во Отоманската ига, се нарекува Ксинонеро. Ние му викавме по македонски Гуменџа, сега се направи Гумениса. Моето село, дека живеам јас, се викаше Петгас, а сега е направено Пендалофос. Селото што сум роден се вика по грцки Лофи, а по македонски Забрдени. Околјата е Лерин, Флорина по грцки. Во овој период, значи од 1920 година па се до 23 година, грчката држава се наоѓа во војна со Турција, односно тоа е така наречената грчко-турска војна. Дури и во такви услови на војување, каде што до 22 година Грција има огромни успеси, таа фактички се бори на два фронта. Првиот фронт воениот против Турција и во Мала Азија и вториот фронтот против македонското население, кое што со овие чекори пробуваат да го разнебеди. Во овој контекст на 10 октомври 1919 година е издадено циркуларно писмо од Комисијата за топоними на Грција, во кое меѓу другото се вели: Комисијата за топоними на Грција, чија мощна важна задача е отфрлање на сите турскофонски имиња на силата и на општините, кои го трујат и го грубат ликот на нашата убава татковина, а даваат повод за неповолни заклучоци за грчката нација, кои противничките народи ги употребуваат против нас, со указ на Министерството за внатрешни работи, реши да ги засили своите напори за менување на странските имиња со грчки. Денешните топоними не се случајно избрани. Тие имаат своја причина, свој живот, своја историја со околната природа, со жителите, со историјата. Дел од нив се турски и словенски, за кои постои намера да бидат заменети. Овој процес во периодот од 1918 до 1928 година опфатил вкупно 1497 населени места, чиј број заклучно со април 1941 година бил зголемен за уште 39 населби, кои биле преименувани согласно новата политичко-национална идеологија, која настојувала да оствари една од своите темелни задачи: создавање и промоција на грчкиот елемент во општествениот простор, како и зацврстување на грчката идеја во припоената територија. Ова е типична грчка политика на некој начин да докажува зошто и како овај дел во Грција е
има грчки карактеристики. Реките и тие са сменети, ама големите реки. Нека кажеме Вардар сега, што е близо до нас, се вика Аксиос. Планина Кајмакчалан или Ниче, што е на македонски, што сега се нарекува Ворас. Беласица се вика Белес, и Керкини има сега и друго име му ставија, има три имиња, то две грчки, едно македонски. Паик планина Голтачука. Они акалдеа метеризи, што му текна на секој ден. Гандач планина, Гандач, Ритката Гандач, акалдеа друго име, грцки размислими имиња. Едно друг рит се веле Гола Рапа, акалдеа Хилевта грцте. Ама ние се изнаеме по македонско. И до сега шумсто още и користи македонски имиња. Ама сега гледам, извагат карти нови, прават да уништат се. Интензитетот на преименување на топонимите во анектираниот дел од Македонија кон Грција осцилирал заради историските збиднувања, грчко-турската војна, Нејскиот мировен договор и така натаму. Примерите отвораат прашања за односите на моќ, територијалноста, потеснувањето на другите и желбата за превласт во рамките на анектираниот дел од етничка Македонија кон Грција. Тие нивни методи на промена на топонимијата не е случајна, бидејќи со промената на топонимијата кажуваш дека ти си господар на просторот, а не некој друг. Со планската замена на вековно присутниот јазик вграден во топонимите на просторот на Егејска Македонија, со забраната за користење на мајчиниот јазик на делот населението, кој е локално и лингвистички перципиран како македонски, како и со елинизацијата на личните имиња на населението, се настојува да се прикрие стварната општествена состојба и да се наруши свесноста за присуство на различни етнички заедници во грчката држава, особено на македонската. Најдобра илустрација за тоа се сеќавањата на поединците. Голем дел од нив на своите села се сеќаваат како на простори во кои се спроведувал терор, особено врз македонците, места каде се забранувало говорењето на мајчиниот македонски јазик. Кога дојдаскало опет о Румо, една чупе станува веле така и така, Џорџ и ови пеја македонски му веле на нас на дечината. И даскало веле, кој пееше македонски, ти му кажи, тој јас за пееше македонски, да сум зашто пееше македонски, ама че спиеш и фаде да ме бие. Зашто да ме бие, но зашто јазик го говорим, that's all. Не смеа никаде, нито во црква, нито никаде да зборуваат македонски. Све требаше да биде грчки и они имаше многу полиција, војници да слушат. На вечерта луѓето се плаше и дома да зборуваат македонски. Вратите, клученците му клававме книга да не се да не се слуша гласо. На пенџерите клававме хебина, да светлото да не бие, да не се слуша нашиот јазик што се зборуваме со мајката и таткото или пријатели гости кои ни градеа. Цаксира се викаше, како денот го памтам, се качи на црквата на високо место и собра цело село и вели во јазик треба да се пикне од земјата, да се забрани. Мила Елиника, јати са плиронис ке де са милас. Значи, што значи? Овде е Грција и ке зборуваш грчки, инаку ќе платиш ако зборат туги јазик во Грција. Дедо ми уште кога дојдеа грците, бидејќи говореше на македонски, го бесија грците во селото. Мо дојде многу тешко на мајка ми, на татко ми, кога се дојдов дома јас. Кога пеев грцки јеројски песни, тие ми рекоа, му закача нож,
Ама не ми кажуваа зашто. И за доста време пред да ми каза. Оти ние не сме грци. И тие песни што ги пеав јас против нас. И од тога се науков јас кој сме. Извинете. Преобразбата на физичкиот простор, која од една страна е последица на воените и другите политички действија, а од друга на појавата на новите просторни маркери, има за цел дематериализација на наративите, на интерпретациите за конкретните места. Селата претрпеле тешки уништувања, особено културните символи кои биле означувачи на македонската етничка припадност. Со новите интерпретации на просторот, во согласност со грчката идеја за етничка хомогенизација, постепено низ годините се одвива промена со која македонското наследство станува се помалку видливо или невидливо, а истакнато место заземаат маркерите кои го легитимираат грчкиот поредок. Биле рушени символите кои што или ознаките кои што практично биле визуализација на македонскиот етнички идентитет, се со цел да се прекине тој контакт на историјата, да речам, со актуелното живење на населението. Интервенциите на државата во контекст на преименувањето на топонимите и нивната употреба биле обврзувачки во официјалната општинска државна комуникација, а нивното непочитување подразбирало казна за прекршителот. Традиционалната употреба на старите топоними покажува поголема отпорност на индивидуално ниво заради нивната длабока навлезеност во секојдневниот дискурс на заедницата. Законот број 34-32, во кој што се однесува на судските инстанции, односно на судовите, и многу прецизно е наведено дека еден тужител, односно човек кој што покренува тужба пред граѓанскиот суд, не може да му биде земена во предвид доколку тој го користи старото име или словенското име на населеното место од каде што потекнува, или пак неговото име во македонска варијанта. Во овој контекст, споменувањето на името на местото каде се родиле и каде живееле, за оцелените македонци, значи соочување со минатото, соочување со случувањата кои некогаш се одиграле. Во оваа смисла, доминантни се емоциите, болка, страв, неизвестност. Тие се сеќаваат на настаните и случувањата кои што се датирани во времето кога се уште живееле таму. Исто така се сеќаваат на обичаите, на свадбите, на прославата на празниците на точно одредени конкретни места, на местата од каде што се испраќало на печалба и така натака, но се сеќаваат и на местностите или местата каде што е извршен терор, потоа на местата каде што се случувало нивното страдање и така натаму. Insegnami a ballare. Ballare? Hai detto ballare?
овој контекст, како што покажуваат истражувањата во врска со сеќавањата на македонците од Егејска Македонија кои што живеат во Македонија, тие се уште живо се сеќаваат на своите родни места кои што речиси секогаш се обоени со емоции како терор, неизвестност, страв и така натаму. Беше 24 јули 1946 година и тој ден, доцна навечер, залајаа малските кучиња и татко ми, како и многу вечери пред тоа, за миг се најде до прозорецот, го отвори и беше готов да скокне и да побегне од дома. Но во момент се премисли и почна да наслушнува. Таа вечер грчките жандари направија рација во нашето блиско соседство и ги уапсија браќата Наум и Доне. Во глувата ноќ ги слушавме лелеците и молбите на мајка им и нивните жени и деца, упатени до жандарите да ги остават браќата, оти тие ништо лошо немаа направено за да бидат уапсени. Ги слушавме и пцостите, наредбите, ударите од епањето на жандарите. Порозноста на сеќавањето е особено забележлива кај оние кои што останале да живеат во рамките на денешна Грција. Именно тоа е сосема нормално затоа што тие се таму подложени на идентификацијата која што ја наметнуваат културните и политичките институции во самата држава, која што е официјална нарација или идеологија за идентитетот на државата. Притисоците, репресиите и казните на кои била и е изложена заедницата на подолг рок, покрај другото и во контекст на употребата на старите називи за местата, довело до тоа еден дел од поединците да ја заборават старата топонимија, отстапувајќи им место на новите имиња и создавајќи нови конекции помеѓу минатото и сегашноста. Сето тоа е дел од таа политика на грчката држава за елиминација на македонскиот елемент, кој што подоцна ќе доживее уште еден сериозен удар, односно преку промената на личните имења и презимења на македонците од егејскиот дел на Македонија. Значи сите жители кои што живееле там, без разлика на својата национална припадност, стануваат грци по род, добиваат грчка варијанта со наставки на нивните имења и презимења, со оние познати наставки Пулос, Ос. Јас се викам Коста Стасопулос, а по македонски се викам Кочо Ташев. Јас сум Петр Димчев. По грчки Петрос Димцис, името ми е татко ми Киријакос, мајка ми Ставруля. Моето име е Димитрис Јоану, или по македонски Димитар Ѓованов. Пеце Василјадис, македонското презиме ми е Пеце Бенишев. Се викаме Колевски. Седна ни го менае името Николау. Кочо Ќосев, по грчки Коштас Ќосис. Ставрос Ципас на грцки, Ставре Ципов на македонски, то време. Имињата почна државата да ги официјално да ги менува, тоа е типично грцизирање на македонското население 30-тите години, кога почна да дели режимот тогаш, Метаксас, што беше диктатор, познатите лични карти. И имињата ни имена ја, и знаете. 28 година име, презиме, што имаше тука македонско, менаја по грцки. Да се заборави се што имаше тука, тие знаеа што правеа. Тие си имат една таква линија што веле оти тука не стана ништо, нема таков народ, немаше никој пат, тука имаше секој пат грци, од Александар, не знам, од пред Александар, од пред 5000 години, и тоа
тешко е да се смени. Директната сооченост со стварноста кај друг дел од населението предизвикала честа употреба на старите називи во неформални и приватни ситуации, најмногу во рамките на семејството или помеѓу истомислениците во населеното место. Сепак, постои трета група која и покрај околностите јавно зборува за својата македонска етничка припадност, за македонскиот јазик, а во тој контекст и за локалните називи за одредени места кои се задржани во нивната свест, благодарение на пренесените знаења од родителите и од предците. И покрај промените, старите називи на местата, испреплетени со личните сеќавања и спомени, вградени во конкретни локалитети и местности, како препознатливи маркери на идентитетот, се уште продолжуваат да се користат. Најпрво од страна на македонците од Егејска Македонија и нивните потомци кои денес живеат во Република Македонија, а потоа и надвор од неа, каде одселените нашле свое прибежиште. Стигна војската и ки ни се од куќа на куќа да бери деца. Мајка ми ме облече мене во нејзини плачки. Ми кладе бабушка, ме врза и ме клае на оджако да готвам. А моето братче малото го пикна за дама амбаро. Беше малечко, можеше да го пикни, да го скрие, да не го земат грците. Мајка ми беше затвор, цели 6 години. Ние деца бевне, голи и боси. Ништо не бевне над нас. А мајка Јас имав 8 години. Тога ме зеде од мајка, од татко. А јас бев такво дете што не можев една ноќ да спие без мајка. Јас на тој ден го напуштив родното село и уште еднаш не се вратив назад. Кој бега, назад не греде. И од ветките години, кој избега, назад не си дои. Државата многу го испаска во народ, македонско народ. Да се плаши се,
се плаши што го. Ali да се срами што си македонец, има многу луѓе што се срами што се македонци. Ако се правиш грк, нема мака. Ако демек се направиш мајмун, не е тешко. Може да речеш, јас, знаеш, не знам македонски, не се роди македонец, немам грк сум. Мајмун демек. Ама се направиш мајмун, лесно е. Не те гиба никој, немаш мака. Ако си македонец и го велиш тоа, го кажваш јавно, тешко е. Тешко е. Ке најдиш луѓе да те сопнат, ке најдиш луѓе да те малтретират, па ќе се јават на телефоно и може да ти речат ќе ти изгора тебе и фамилијата, а не знаеш кој е тој. Не знаеш, велиме, тешко е.